Родовата еднаквост е вредност во која ние како социјалдемократи веруваме, затоа што општество во кое што се сите еднакви е општество во кое има просперитет. Во првите 6 месеци ја ратификувавме Истанбулската конвенција. Го донесовме националниот план за имплементација 2018-2023 година. Отворивме и поддржавме 16 центри за жртви на родово базирано насилство во сите 6 плански региони. Ние први воведовме целосна равноправност на жените на пратеничките листи. Ние први успеавме да обезбедиме застапеност 50-50% застапеност на жените на пратеничките листи. Донесовме нов закон за прекин на бременоста, усогласно со европските стандарди, со кои го вративме правото на жената да одлучува за сопственото тело и сопственото здравје. Со реформи во социјалната заштита и со унапредување на социјалните услуги, како и со отварање на детски градинки, креираме работни места во економијата за грижа, каде што доминантно се вработуваат жени. Ја вклучивме родовата перспектива системски во процесот на стратешко планирање и буџетирање. Отворивме ресурсен центар за креирање родово одговорни политики. Родовата еднаквост и во следниот период ќе биде наш висок приоритет. Целосно ќе го согласиме кривичниот законник со одредбите од Истанбулската конвенција и сите форми на родово базирано насилство ќе бидат кривични дела. Следна задача ќе ни биде да обезбедиме 40% застапеност на жените во извршната власт во функциите кои што ги именува владата. Дури 15% од жените и девојчињата кај нас немаат пристап до хигиенски производи при менструација. Производите за менструална хигиена не се луксузна стока и треба да им се достапни на сите жени и девојчиња. Затоа, ќе го намалиме данокот на додадена вредност на производите за менструална хигиена од 18 на 5%. Ќе воведеме задолжителен бесплатен преглед за жени над 35 години, кој пакет ќе содржи гинеколошки преглед и мамографија. Ќе ги зголемиме буџетските средства за информативна кампања со цел што поголем број жени да бидат запознаени со оваа мерка. Ќе донесеме нов закон за работните односи, во кој ќе се дефинира и ќе се уреди мајчинско отсуство, татковско отсуство и ќе овозможиме заедничко родителско отсуство за двајцата родители. Работа од дома, ако еден од родителите го прекина отсуството по сопствена иницијатива и се врати на работа, и доколку работните задачи тоа го овозможуваат. Ќе овозможиме ослободување од ноќен труд на самохраните родители. Можеме. Уште повеќе, уште подобро. Заокружи број 3. Социјалдемократски сојуз на Македонија.